почитувани граѓани, колеги, представници на власта, јас имам 3 прашања. Првото прашање е за премиерот и се надевам дека ќе се појави, ако не некој друг можеби ќе се одлучи да го. Се работи за Агенцијата за електронски комуникации. Предпоставувам дека знаете дека ОПСЕ и ОДИХР и заедно со Европскиот извештај неколку пати ни имат кажувано дека ние треба да ја одвоиме државата од партијата. Меѓу другото, исто така и извештајот на Европска унија, само што го добивме, ни кажува дека имаме проблеми едно со регулаторните тела, како што е АЕК, меѓутоа исто така имаме проблем и во делот на партизацијата на одредени тела. Конкретно за АЕК, во извештајот на Европската унија, пишува дека оваа институција го изгубила кредибилитетот и продолжува да биде чисто кредибилитет продолжува да биде нарушен преку распределбата на вишок од средства на цели различни од развивањето на електронските комуникации. Денеска се случи нешто, значи го сменивте директорот. Денеска го сменивте директорот и на негово место поставивте повторно партиски човек, господинот Владимир Ристевски, е член на ВМРО ДПМН, лично го познавам уште во 2007 година, заедно бевме во Виена и беше представник на ВМРО ДПМН во тој настан во Виена. Меѓутоа, не е само тоа. Значи, ако ги погледнете луѓето кои што се вработени во Агенцијата за електронски комуникации, имате што да видите. Тука се луѓе вработени од типот на Бојана Степановска, чие што моминско име е Гошева, работи како советник на директорот за правни прашања, инаку е керка на Елена Гошева, председател на Уставниот суд. Понатаму имате Горан Колевски, кој што е советник на директорот за заштита на правата на крајните корисници, инаку кум на поранешниот директор Роберт Ордановски. Понатаму број 3 имате Илија Кепевски, советник на директорот за логистика и финанси, инаку 9 на директорот поранешен господинот Роберт Ордановски. Кристина Божиновска, раководител на сектор за регулатива, инаку сопруга на Кирил Божиновски, генералниот секретар на владата. Владимир Неловски, помлад соработник за прибирање и обработка на податоци, инаку председател на УМС. Рената Аиновска-Талеска, раководител на сектор за заштита на правата на крајните корисници, инаку братучетка на господинот Спиро Ристевски. Маргарита Чупаровска, раководител на служба за човечки ресурси, инаку братучетка на Милеја Накиевски. Кристина Протугер, соработник за човечки ресурси, иначе сопруга на Мартин, популарниот Протугер. Драгица Лепавцова, раководител на служба за меѓународна соработка, инаку сестра на Андреј Лепавцов, амбасадор на Република Македонија во ЕУ. Марија Павлович, советник за логистика, инаку сопруга на популарниот Драган Павлович Латас. Значи, ако згора на ова се само неколку имиња. Ако згора на ова сватиме дека просечна плата, според некои извори, во оваа агенција е над 1300 евра за високо образование, значи повеќе од нас се платени, прашањето е дали мислите оваа институција да ја департизирате согласно итните реформски приоритети на извештајот. Второ прашање е за господинот Зоран Ставревски, министер за финанси. Второто прашање се однесува на еден проект за остварување на технички и економски бариери заради трансфер на технологии за расчистување на контаминираното земјиште во Охрид. Предпоставувам дека го знаете проектот. Значи, целта на проектот е да се исчисти земјиштето, бидејќи во ова земјиште практично се заговара дека општина Киселово да сака тука да прави свој канцелари, меѓутоа мора да се исчисти земјиштето. Овде е склучен договор, значи направен е грант, склучен е договор со ГЕФ, значи глобалниот еколошки фонд, иначе бројот на договорот е 4385, имплементацијата треба да биде од Обединетите нации и износот е практично 25 милиони долари. Од тие 25 милиони долари половината ги обезбедува како грант Обединетите нации, а другата половина треба ние да ги обезбедиме од нашиот буџет. До ден денес ова не е активирано, иако е подпишано, датумот на подпишување е 15.12.2014. Значи, што се случува?
со овој кредит? Имате ли намера да обезбедите средства и да ги активирате овие на неповратни средства од Обединетите нации? И третото прашање, повторно до вас, господине Ставрески, се однесува на затворот Идризово. Нема потреба да ви зборувам за тоа каква е ситуацијата со затворот Идризово, знаете. И поради тоа што знаете, ние почнавме да реновираме, да реконструираме. Земавме кредит и од тој кредит во првата фаза предвидено беше да се направат полуотвореното и отвореното деление, управната зграда и тренинг центарот. Датумот, значи, оние што требаше ова да го направат, беше фирма од Словачка кој го доби тендерот и таа фирма се вика Хемокостав. Иначе првата фаза требаше да заврши на 21. октомври 2015. До сега полуотвореното и отвореното деление се во градежна фаза, управната зграда не е почната, а тренинг центарот е завршен, меѓутоа не е функционален. Значи, прашањето до вас гласи: што е направено со оглед на фактот дека не е испочитуван рокот, дали се отпочнати пеналите кон оваа организација кој што го добила, и ако не се, тогаш зошто не се и што е планот во врска со Идризово? Благодарам.